членовите од законот, од деловникот и од статутот по кој што е предлагам ова точка на дневен ред. Член 43 став 2 од законот за локална самоуправа. Членовите право и должности на членовите на Советот став 2. Членовите имаат право на седницата на Советот да дават иницијативи и предлози и да поставуваат прашања до граначалникот во случај кој е тука. Понатаму имаме другиот член, прочитајте го, ако не е тука, каква е формата? Значи тука не е са Значи формата е, ако поставувате прашање до граначалникот во писмена форма, да не Ве молам. Член 29 став 2 од статутот на општина Битола. Не молам, дозволете. Член 29 став 2 од статутот на општина Битола. Не е спорно вашето Ама ве молам, значи ќе гледам до наше суштинското за кршење на деловникот од ваша страна председател. Момент, значи слушајте ме, не оставате. Член 29 став 2. Значи во врска со претходното, членовите имаат право на седницата и на самата седница на Советот да дават иницијативи и предлози. Ова е иницијатива и ова е предлог. Председател, ќе ве молам, ако може да воспоставите ред и да ми дозволите да се дискушира. Добро. Понатаму имаме член 27 од статутот, од деловникот, се извинувам, за работа на Советот. Членот на Советот има право и должност да покренува иницијативи за разрешување на актуелни состојби од надлежност на општината, да поднесува предлози до Советот и да расправа и одлучува. Ако овој предлог не е проблем на граѓаните што го предлагаме, тоа што наистина не знам што е, и член 29 став 1. Предлози може да се поднесуваат усно на седница на Совет или писмено до председателот на Совет, и тоа за донесување општи акти, одлуки, заклучоци, решенија и препораки. Значи има препорака. Понатаму, во кој дел вие председател ќе следам дека го кршите деловникот? Ма не го кршам, јас само ви кажам, ќе вие ставаме на гласање, не е проблем. Значи ќе ти, тоа што ќе доверават, тоа е дека другот, значи член 41 став 2. Председателот на Советот ги свикува седниците на Советот и е должен да ги става, став 5, да ги става прашањата и предлозите на гласање. Член 60 од деловникот, се извинувам, Советот без претрес се изјаснува за секој предлог за измене и дополнување на дневниот ред. А вие, председателки, не наведоте член од деловникот каде што го кршам јас деловникот, или статутот или законот, а влегувате во претрес. Значи вие не кажате деловнички. И во случај, дури и некој од членовите, дури и во членовите на Советот да предложи нешто што не е статутарно, не е деловнички, не е законски, тоа е предвидено во член 51 во Законот за локална самоуправа. Значи дури и да предложиме нешто што не е статутарно, предвидено е контрола на законитоста на прописите пред нивното објавување. Ако градоначалникот смета дека прописот не е согласно закон, устав и така натаму, тогаш ќе го враќа повторно. Значи не го подпишува актот, го враќа Советот во рок од 15 дена треба да се изјасни повторно, и ако повторно ние го донесиме, тогаш тој ќе бада законитоста да се испитува пред надлежното министерство или институција. Значи во таков случај предвидено. Затоа ве молам, без претрес, значи да се стави на дневен ред. Јас само ве прашам дали е во програма